Добар ден! Како викендот? Добра? Фала на прашање и мене ми беше лошо. А сега, понеделнички да тргнеме во нови победи, во нови порази, во нови платформи, во нови програми, во нови манифести. Кој што прави, не е важно, имаме за читање. Кога сме веќе кај читањето, денеска се отвора 29-тиот меѓународен саем на книгата, на кој ќе се продаваат над 80.000 книги на повеќе од 80 издавачи. Од инсайдерски извори дознаваме дека програмите и платформите на политичките партии, да го слушнавте, ќе се продаваат со 90% попуст. Ќе ги најдете во делот на sci-fi или научна фантастика. Партиите и овој пат ќе се обидат да ни продадат нешто по ефтина цена во надеж дека ќе го проголтаме, ама вие си знаете. Писмени сте, прочитајте па одлучете. Да не биде, јасно ве убедувам нешто. Денеска почнува уште еден саем, и тоа за вработување и кариера. Кој го организира студентската организација BEST. На саемот студентите може да се информираат за се што нудат компаниите учеснички, како и за потенцијално работно место или пракса. Компаниите ќе имаат можност да стапат во контакт со нивните потенцијални вработени. Ете, и да ве вработиме, да не речете не се грижиме за вас. Денеска во Охрид почна и НАТО напредната школа на тема. Борба против активностите на ИСИС за радикализација преку сајбер просторот во регионот на Југоисточна Европа. Да беше човек, ќе се викаше Жан-Клод Ван Дам. Бога ми, стварно треба да си напреден, само за да го прочиташ насловот на школава, не па да разбереш нешто, не. Локум понеделнички, обштествено одговорен. Ве советуваме да читате. Еве ве информираме и за вработување, дури и за школа на НАТО кажавме нешто. Да не видите дека само млатиме празна слама. И да, зашто све во понеделник се почува? Само кафани и дискотеки у среда се отвараат. На телефонската линија 02155123 за медицински совет. Ало, докторе, во изминатите 7 дена се јавиле 1261 човек. Тоа се по околу 180 повици дневно. 180, деј! Па добро бре, луѓе, докторите работ имаат не со вас по телефон да зборат. И не се јавувате со прашање, зап ме боли, што да правам? Оди на забор, што да правиш? Баш ка гледате свашта на телевизија, се нервирате за глупости и после, ало, докторе, се нервира многу. Па се нервирате кога сте се обседнале со глупости. Затоа ви викам да гледате локумче, да видите дека не е за нервирање. Примете информацијата, насмете се, речете си, будала работа. Накриете капа и терајте. Каде? Па на улица, каде на друго место. Не доктори на телефон да ма третирате. Кога сме веќе кај докторите, денеска се јави и министерот за надворешни работи на Албанија, Дитмир Бушати, овој пат како пациент. Бушати вика тиранската платформа да влезе во македонскиот устав со цел да даде позитивни резултати за македонците и албанците. Види богати! Ајде да расчистиме вака една работа. Дитмир роден на 24 март 1977 година во Скадар. Ти да не се налути што не ти направивме журка за родена. Не си викнал другари, иначе ќе дојде мене, не сме весел народ, ќе свртеме некој орце и ќе се напиевме ракија. За тоа да викаш да се дружиме, да се запознаеме подобро. За македонскиот устав, не се избориш многу. Тој наш си е, ти за својот да се грижиш, окей? Ако не, па да ти дадам број да се јавиш на ало, докторе, кога не ти е добро и не глупости да збориш. Помина и председателските избори во Србија. Вучичу! Па честитам Вучичу, са среќом! Добро, се знаеше дека ќе победи уште во првиот круг. Што се чудите? Немој да ми изигравате Дитмири, да коментирате туги избори, да држите предавања кои како требало да биде. Не е фенси.
И Вучич има своји моменти, фере да му признаеме. Локумче овој пат ќе се посвети на Љубиша Прелетачевиќ Бели, царот на претседателските избори во Србија. Човекот што покажа невидена храброст и ги замисли сите. Немаме многу време, иначе би ги пуштиле сите негови спотови, изјави, интервјуа и митинзи. Еве, само, ајде сега да говорим, еве само еден рефрен од неговиот предизборен спот. Србију нам препороди, програм твој е експанзија, мощна војна индустрија и Србија до Токија. 350.000 Срби гласале за Бели. 350.000. Да анализираме што значи ова? Нема потреба, нели? Ај само уште еден дел од спот да видите, ако случајно сте пропуштили. Само јако Бели, храбро крени, ти си прави победник. Идемо Бели. И се разбира, по затворањето на гласачките места, Бели во негов стил прв прогласи победа, а дележе сами пугаше огновет. Не можам ке си брамоцење. Србите поделија шамари на овие избори. Ајде, дајте избори кај нас и ние да кажеме што мислиме, ама стварно да кажеме што мислиме. А вие политичарите за промена да не послушате. Како да продужам после ова? Само за Бели би се збори, не се созиме потека. А за што да зборам друго? За Туск? Видовте дека бе во право кога би зборев за него, зашто ја дојдем? Да ме подсетам? Нема шанси. Кој гледал, кој не, нека му ја мисли. Да зборам за пожарите што веќе почна, ба уште не е лето. Или за ѓубрето дебар мало, за судски рочишта, за собраниска седница, дека Федерер го згази на Далу Мајами. Не, фала. Убаво со Бели ни почна неделата. Ај, да не ја упропастувам. Само весело и мислете со своја глава. Аха, и гледајте ТВ Нова. Се разбира. Се гледам утре.